Јас сум Горан Станковски, а вие гледате Time Out на КМ телевизија. Во фудбалот нема тайм-аут, меѓутоа денешниот тайм-аут ќе биде фудбалски. Наш денешен гостин е Горан Станковски, поранешен репрезентативец, фудбалер со богата фудбалска кариера, кој своевремено важеше за волшебник со топката. Горан, ти благодарам што прифати да бидеш наш гост. И благодарам и на вас за поканата и поздрав до сите гледачи. На почетокот би сакал да се навратиме на твоите почетоци. Кога започнуваш да тренираш фудбал, каде, кај кој тренер и зошто фудбал? Зошто фудбал? Па веројатно ради гените. И мојот татко и мојот брат исто така биле доста талентирани, играле фудбал, но за нивна несреќа здобиле повреда и едниот и другиот тешка да морат да прекинат со кариерата. А иначе моите почетоци беа во Тетекс. Ја поминав целата школа. Најпрво ми беше тренер Љупче Перински, а потоа Серафим Вучевски и од тука заминав во првата екипа. За кој период разговараме, отприлика кога почнуваш да играш фудбал? Па ова е отприлика околу 90-те години, 92 веќе бев во првата екипа приклучен и ако рачунаме уште 2-3 години помлад кога во пионерската школа, значи 88-9-та него. Така. Почнуваш со фудбал многу млад и веднаш тренерите го забележуваат твојот талент. Со колку години беше вклучен во првата екипа на Тетекс? Па некаде неполни 16 години, 15 и пол 16 веќе бев приклучен, на 16 години веќе и дебитирав за првата екипа. После тоа ме отстапија на 3 месеци во трета лига на Калење и веднаш бев повикан назад затоа што имав добри настапи и на наследните више подготовки фатив место во првиот тим и бев стандарден член. Се сеќаваш на првиот официјален натпревар за Тетекс? Да, игравме во Кичево. Против секогаш нели првиот натпревар мора да се памти, против Напредок беше во Кичево. Кичево секогаш важел за еден тежок терен за играње, добра квалитетна екипа, притисок од трибините, секогаш публика. Како еден 16-17 годишник се чувствуваше на тој натпревар? Имаш ли трема? Па трема никогаш не сум имал, бев нормално возбуден прв натпревар за сениорски тим, но сигурно ми било голема предност во мојата кариера затоа што каде год и против год кога да сум играл не сум имал трема, а сум играл и против светски многу познати фудбалери. Така. 92-93 кажавме, почнуваш да играш за сениорската екипа на Тетекс, тогаш тренер е Штела Јаковлевич, една легенда на Тетекс, и играчка, потоа и тренерска. Многу рано го препознава твојот квалитет. Меѓутоа, 93 година преминуваш во Љуботе. Како се случи од Тетекс да преминеш во Љуботе? Па, имав добра сезона. Значи, мојата кариера во тој период идеше доста во нагорна линија и многу брзо во тој период ги менував клубовите и одев можеби чекор по чекор, скала по скала. Во тој период Тетекс играше во втора лига. Едноставно, луѓето што се во прва екипа го препознаа мојот талент, увидоа дека можам да играм во прва лига, а и тоа веројатно се покажа така затоа што на првата сезона што играв, имав неполни 17 години, имав 14 гола, а како дебитант во прва лига на таа возраст, 14 гола, мислам дека е солидна бројка. Така. Поминуваш сите младински категории на Тетекс, потекнуваш од едно, ќе речам, текстилжилско семејство, а го знаеме ривалството меѓу Тетекс и Љуботе. Дали имаше реакции на твојот премин од Тетекс во Љуботе? Па сигурно ме замерија доста, навивачите на Тетекс сигурно дека замерија, но јас сум професионалец и мислам и од овој агол ако гледам дека не погрешив затоа што тоа беше чекор погоре за мене затоа што Љуботен се надпреваруваше во тој период во прва лига и не сгрешив затоа што тука препознаа други, после заминав во Слога од Во Љуботен се задржуваш само една сезона. Да. Тогаш тренер беше Никола Илиевски Джиджи, еден голем стратег кој што сигурно го препознал твојот квалитет уште на млади години и после една сезона преминуваш во Слога Југо Магнат.
Слога го магнат во тој период се уште беше во сенка на Вардар, меѓутоа во тој период доаѓаат и првите титули. Беше дел од првата шампионска генерација на Слога го магнат? Да. Бев и на првата и на третата. Бев на некаде во октомври месец потпиша во Германија, тоа беше кога беше првата титула, 98 октомври, 16 октомври точно се сеќавам кога преминав во Германија. Значи имав некој удел и во таа прва титула и во третата ја играв целата. И таа бев, мислам, и не бев прогласен за најдобар играч на таа. Првите две сезони на сениорско ниво играш за Тетец во втора лига, играш за Љуботен во прва лига. Во тој период двете екипи немаат кој знае колка број на публика, имаат, меѓутоа стадионот не е исполнет на секој надпревар. И сега доаѓаш во Слога го магнат, тим со шампионски амбиции и секогаш полна трибина. Дали има некоја разлика кога ќе излезеш на терен и играш пред 100, 200, 300 или 500 гледачи и играш пред 5000 гледачи, односно полн стадион? Тоа е огромна разлика. Значи мотивацијата, желбата, тоа е непроценливо. Моментот кога ќе дадеш гол пред празни трибини и моментот кога ќе дадеш гол пред полни трибини, тоа може да го свати само оној што го осетил. Така да тука не споредливо е, мада во тој период не можам да кажам дека и не беше можда доволна бројката, ама имаше доста публика и на Тетекс и на Љуботен. Да, меѓутоа процентуално поголем стадион е во Тетово и бројката на публиката е помалото од капацитетот, за разлика од Слога го магнат помал стадион и секогаш полн. Видите, ако имаш на градскиот стадион, ако има 2000-3000 публика, и изгледа празен стадионот, а на стадионот во Чер кога има 3000 изгледа дека е полн. Тоа истото е Пет и Вардар. На Вардар има секогаш по 3000-4000 публика, секогаш е празен стадион. За разлика од мажари кога играат домашните натпревари, таму е секогаш. Значи поинаква е атмосферата. Така. Од Слога го магнат следува првиот интернационален трансфер, веќе кажа потпишуваш во Германија, во кој клуб и во која лига тогаш? Во втора Бундеслига, Тенис Борусија. Тенис Борусија Берлин? Да. Кажи ни нешто за настапите во Германија. Прво интернационално искуство, дали се снајде добро, дали одигра добро? Значи, имав големи проблеми на самиот почеток. Прво, имав тотално непознавање на јазикот. Ова е совети за сите млади играчи дека треба да учат јазик, затоа што е прва и една од најголеми препреки за да се приклучиш во тимот, за да добро те прифатат, комуницираш, а ако немаш јазик, едноставно си на страна. Тоа беше прво и основно. Второ, начинот на кој се тренира тамо беше за мене, сега да не кажам некој шок, ама начинот на тренинг е многу попрофесионален и имав големи проблеми додека се адаптирам. Од таа причина, единствен клуб каде што сум играл, а имам 7 интернационални трансфери во различни држави, никаде не сум бил на клупа, единствено во Германија, али ги согледав проблемите зашто е тоа, кажав. Јазикот, начинот на тренирање, но брзо се го сватив тоа, дека треба многу повише да се работи, секој тренинг е докажување и местото за во тим се задржува на тренинг, не на утакмица. Сега работаш со млади фудбалери, им го пренесуваш ова искуство на нив? Да. Значи често и разговарам и на тренизите што јас ги водам, значи не може да има калкулирање, секогаш мора да е тоа максимум. А им објаснуваш дека поважно е да научат јазик на училиште ако сакаат да бидат фудбалери, отколку математика или историја? Значи јас се трудам у секој поглед да ги едуцирам, значи што носи животот и крај крајва не можат сите да бидат фудбалери, ама јас сакам од сите да направам личности, затоа што утре некој од нив ќе биде доктор, некој ќе биде поштар, некој, значи има разни професии и сакам да ги научам на ред, на професионално со било која сфера да работам. Во Германија се зададуваш кратко и следува нова. А не беше баш кратко, 2,5 години. 2,5 години во Тенис Борусија. Успеа да се наметнеш? Па после се наметнав во втората сезона, но имав несреќа да таму ја скрши клучната коска и за моја несреќа паузирав некаде 3 месеци и на првиот надпревар после
после паузата повторно ја скршнев и некаде целата адаптација ми беше 8 месеци. Така да и повторно ми најдов на проблеми. Така. Од Германија следува враќање повторно во Слова Југомагнат. Да. Решив да се вратам сега од оваа перспектива, мислам дека ми беше грешка затоа што имав понуди таму во Германија, ама ради овие сите случувања што се ми се исподешава и решив да се вратам и да почнам од нула. Грешка беше можеби што не се задржав тогаш, но секако дека овде имав успешни сезони, па после успеав пак да се продадам, да одам во... Од Слова Југомагнат каде заминува иностранство после? После во Кувајт. Ето. Сега кога сме веќе кај Кувајт, да раскажеме една случка таму. Прво те земаат на проба, сакаат да те видат како играш, дали си здрав да поминеш нели медицински тестови. И газдата на клубот ти вели дека сакам да дадеш ваков гол, како на видео воште. Да, Што вака беше. конкретно се случи? Значи, јас спрема позицијата и стилот на игра, што го играв, бев доста атрактивен во моите потези. И имаше еден гол, тука што го дадов, 7 играчи ги поминав и дадов гол. На кој натпревар? На натпревар од Слога против Напредок од Кичево. Речи цела одбрана ја поминав и дадов гол. И газдата што беше на клубот, а тој беше шејкот на Кувајт, кога разговаравме така кроз смеја, ми рече сакам да дадеш ваков гол и да ја завршиме работата, а работата беше да види дали сум јас здрав и сега нормално да се прикаже барем делото она што го гледале на видео и тоа што го прикажале менаџерите. И јас некаде на половина од тој тренинг надпревар го направив скоро истото, идентично ги помина сите и шејкот, пошто ти имаат таму поголема слобода, влезе скоро до теренот, ме повика од терен, излеговме надвор и не треба повише и се заврши тој трансфер. Така. Сега не би сакал да ги споредуваме Германија и Македонија фудбалски, бидејќи разликата е очигледна и сите ја знаат. Меѓутоа би сакал да го споредиме фудбалот што се играше во Кувајт во тој период и фудбалот што се играше во Македонија, тој беше во Слова Југомагнат, шампионска екипа. Дали може да се направи некоја споредба? Околу условите веројатно не може да се споредува, меѓутоа општо фудбалот. Видете, во тој дел од арапскиот дел, поготово Кувајт е многу богат свет. Таму тешко да ги натераш тие што се домашните играчи на професионалност, на дисциплина. Од една страна. Од друга страна, таму е невозможно да тренираш 2 пати дневно затоа што е ненормално висока температура. Се тренира само навечер, затоа што и навечер е 32-3 Целзиусови степени и е претопло за тренинг. Значи јас викам дека е некаде полупрофесионален тој фудбал таму што се игра, а финансиски се многу помоćни за разлика од Македонија. Сметам дека на ова подрачје има многу поталентирани играчи, но за жал немаме тие услови што ги имаат. И финанси. Па тие се тие финанси што после идат и другите. Добро, кај нас и стадионите се останати во Југославија. Па за жал инфраструктурата ни е катастрофална. Ретко кој клуб од прва лига може да се пофали дека има помошен терен за тренинг, така да тоа е многу голем проблем за фудбалот во Македонија. Не споменавме во Кувајт за кој клуб настапуваш? Алкација. Тоа е клуб во најсилната лига на Кувајт. И е најдобриот клуб во Кувајт. Да. Освоивте нешто во тој период? Да, и куп и првенство. Бојако. Во Кувајт, од Кувајт решаваш да заминеш, одиш повторно во Западна Европа. Да. Што беше причина за твоето заминување? Причината беше затоа што кажа тој полупрофесионален начин на работа што е таму, а јас бев на возраст што сметав дека можам уште да дадам многу повише во Европа и после неколку месеци увидов дека треба да гледам да барам клуб во Европа, така да се пружи, имав неколку понуди, најпримамлива беше во Антверпен и заминав за Белгија. Да минеш во најсилната белгијска лига, колку време остана таму? Таму бев година и пол. Година и пол. Стандарден беше? Стандарден, да. Но имаше на крај проблеми финансиски со клубот и од таа причина после го раскинавме договор.
Може да се направи споредба помеѓу Белгија и Германија или е конкретно? Не. Значи, тотална разлика, Германија е на многу повисоко ниво. Јас, како што кажав, во 7 држави бев, Германија е... Веројатно улога има и менталитетот на германците. Значи, менталитетот, улагањето, стадионите, значи, многу фактори и неспоредливо со ниту една држава од овие што јас бев. Во Германија сигурно биле полни стадионите на надпреварите од втора Бундеслига. Имаше публика во Кувајт. Да. Поготово нашиот клуб имаше ривалство со Ал Араби. Тоа е нешто да споредаме како балканско дерби, што е Партизан Црвена звезда, само што таму публиката стои на иста трибина и никогаш нема проблеми. Да, и многу интересно што едните се жолти, едните зелени, се знаат кој за кого е. Во кој период добиваш повик за прв пат во македонската репрезентација? Прв пат добив против надпреварот со Египет во Куманово, тоа беше 98. Да. 98. Во кој клуб се тогаш? Во Белгија? Не, во Слога Југославија. Тоа си во Слога Југославија, значи пред да заминеш во Германија. Тој надпревар, се сеќам на тој надпревар, беше, да кажам, некако на брзина. Беа една комбинирана екипа од домашно првенство и мислам 23 интернационалци дека имаше многу дебитанти, меѓу кои беше и ти. Тогаш имаш 22 години кога дебитираш за репрезентацијата. Какво е чувството за еден млад фудбалер? Мислам дека не беше 98, дека една година 97 или 97 може. И можда и 96. 96 и 7, 98 сигурно не, затоа што јас 98 кажа во октомври беше заминав за Германија. 97 или 6 максимум. Како беше чувството за еден млад фудбалер кога ќе излезеш на терен за прв пат со дресот на репрезентацијата на Македонија и кога ќе слушнеш химната на Република Македонија на еден надпревар? Па јас до тој момент имав сигурно преку 30 надпревари за младата репрезентација. Така да од тој поглед чувството за Македонија кога настапуваш секогаш кога ќе слушнеш химната е нешто посебно, емоциите се посебни. Нормално дека повторно некој нов адреналин се појави затоа што е репрезентација. Кажав, јас за моја среќа никогаш, ама никого не сум респектирал кога влегувам на терен. Кој год да јас сум настапувал и против Роналдињо и Раул, сме играле, кога влегуваме на терен, јас никогаш не сум давал респект па кој да е. Се сеќаваш кој селектор за прв пат те повика во младите категории, за која генерација? Јово Никушев. Тоа е U21? Директно за U21, а јас настапував од 17 години за U21, значи имав 3 циклуси да играм за 21 директно. Тоа беше периодот кога во првиот циклус квалификацијски за U21, ако не се лажам. Вториот циклус. Така. Да се вратиме на Антверпен. Значи таму си година и пол и потоа заминуваш каде? Потоа се вратив тука во Работнички. Повторно одлучив од нула, затоа што секогаш за мене беше цел да одам во странство, за жал, затоа што лигата сите знаеме тука нивото какво е, крај крајва и финансиите како се. Од Работнички? Од Работнички заминав во Кувајт, во Хонконг, се извинувам. Во Китче? Во Кечи. Тоа е еден интересен период од твојата кариера. Кажи нешто за настапите во Хонконг. Тоа е една специфична средина, многу пријатни луѓе, но за нас навиките нивни се малку поинакви, исхраната е поинаква. За моја среќа јас бев фамилиарно таму, бидејќи Хонконг е 170 години под Англија, беше, сега више го предаде на Кина, но навиките се тотално англиски. Значи, навиките во секој поглед и кога ќе одиш од Хонконг на 30 километри влегуваш во Кина, тоа е огромна разлика. Лигата е доста квалитетна, тоа се играчи, ако од што ги гледаме нели на светско првенство, почесто од Кореја, Јапан, доста брзи, доста упорни
И не е, исто и таму е доста топло и не е баш лесна лигата за играње. Во Хонг-Конг има една интересна случка. Таму играш два неофицијални надпревари за репрезентацијата на Хонг-Конг. Да. Тоа беше за кинеска нова година, секоја година се прави репрезентација на Хонг-Конг, неофицијална, како што каже. И игравме против Манчестер Сити и против Хајдук. На првиот надпревар бев прогласен играч на надпреварот со Манчестер Сити, а на вториот надпревар секако пак бев прогласен затоа што постигна 2-0, а 2-0 го победивме Хајдук во финалето. Да. Покрај овие две екипи играше и Пењарола. Уругвај? Имаше други странци во таа селекција на Хонг-Конг? Имаше, да, имаше од Бразил, имаше од Сенегал еден и од Камерун. Се свиреше химната на Хонг-Конг пред надпревари? Да. Ја пеев. Ја научи? Не. Се свиреше, ама сега не е и кратко е времето и јазикот, знаете. Колку време остана во Хонг-Конг? Една година бев таа сезона и после добив доста добра понуда за Русија и иако немав толку голема желба да заминам од Хонг-Конг затоа што стварно беше многу убаво, не можев да ја одбијам таа понуда од Русија и после заминав во Сибир, Новосибирск. Од минус од плюс 50 на минус 50. Одиме од крајност во крајност, значи од западна Европа до Блискиот исток, далечниот исток и сега по некоја логика не остана уште Сибир, не беше само во Австралија да играш. Да. Во Сибир какви се условите да се тренира на минус 20, минус 30, минус 50 или колку и да е? Значи на таа температура не се тренира, затоа што тој период што е од јануар до март бевме постојано во Анталија на припреми. Одевме 2 недели во Анталија, една недела дома сите се враќавме. Сум бил на минус 40 во Сибир и тоа треба да се дожи. Значи прво воздухот е многу поредок, сув. Кога излеговме од аеродром, првиот печаток воздух не можевме да земеме. Значи поготово ние што не сме навикнати странците, но полека организмот се привикнува на се. И тој период бевме само таму ради други активности и има затворен стадион каде што правевме некои тренинзи на тој затворен стадион. А иначе утакмиците не ме држете за збор, ама мислам дека некаде до минус 7-8 е најповеќе што може да се игра, затоа после тоа не е дозволено ради здравието. А периодот од април до ноември температурата не паѓа на под 5-6. Колку е во лето таму температура? Па има јакната секогаш треба да е на закачалка, никогаш не е во шкаф како кај нас. Ама имаше периоди кога ќе биде 30, 32, 3 степени и наредниот ден на 5 степени паѓа наедно. Значи многу беше променливо, ама тоа е многу краток период кога е таква температура. Сум бил во топлите краишта. Извини, и во септември почетокот околу 5 и 10 првиот снег падна. Сум бил во топлите краишта, од Африка преку Азија до Австралија, меѓутоа и знам како функционираат луѓето на плюс 50 и на плюс 55 во Африка. Меѓутоа мене не ми е јасно како може да се функционира на минус 40. Како воопшто функционираат луѓето на минус 40? Треба да купиш цигари во продавница. Се функционира нормално, си имаат облека соодветна за температурата. Јас еднаш се излажав да искочам по фармерки на минус 40, по фармерки и имав чувство како да немам ништо на мене, а беше кратко, на 20 метри ми беше локалната продавница да купам нешто, реков ајде. На минус 40 не би требало да се искочи само по фармерки. Значи соодветна облека. Снегот кој ќе падне од октомври до април-мај е постојано тука. Таму за прв пат видов пневматиците им беа со како крампони и јас на секој возењето беше снег, сите улици снег. Кочев со нозем, мислев дека ќе удар почетокот, но тие крампони како по асфалт возеа, значи немаше никаков проблем и така да се функционираше нормално. И плюс тие возила се таму адаптирани да на одреден период сами се палат и се загреаваат затоа што ако ја оставиш ќе замрзне после више.
Нема. Тоа сакам да те Цветна. прашам наредно за автомобилите и јас Да. имав исто слушнато дека проаѓаш пешки, слушаш дека некој автомобил почнува да работи, а нема Да. човек. Значи тие се адаптирани и има одреден период, они знаат колку му треба на моторот за да со таа топлина да ја изгуби и потоа пак се уклучува на тајмер и исто така и од дома на далинско ја палиш, уклучува за да кога ќе дојдеш бише биде загреана. Сега во Сибир доаѓаме до уште еден нов момент за тебе. Русија е најголемата земја по територија во светот. Како патувате за првенствен натпревар? Како? Јас во Русија имав чувство дека повише сум во авион него на земја. Ни се дешаваше да менуваме најчесто 2 секогаш лета, некогаш 3 и 4 за да стигнеш до дестинацијата кај што треба да играш. Таму има систем на надпреварување. Ако играш недела и среда, играш дома, наредната среда и сабота играш во гости. И секој клуб има пар блиску каде што е. Ние пример бевме со Томски, се ако играат кај нас, едната е кај нив. Или кога се одеше у Хабаровск, таму со Луч енергија, одиш затоа што да патуваш 10 сати 2 пати нема никаква логика. Кога одиш во едно патување, ги играш на 3 дена, 2 надпревари таму и после една недела одиш дома. И многу е напорно. Лигата има 22 клуба имаше. Тогаш и постојано играш, постојано си авион, карантини и воопшто не е лесно. Една од најтешки лиги сигурно прогласена таа руска. Сега скоро имаше некоја екипа што влезе од втора во прва руска лига, сега не сум сигурен за името. Меѓутоа знам дека велеа екипиве се молат тоа е да испаднат до година да не играат пак во. Тоа е за Луч енергија, за тие сите се молат да испаднат затоа што има 11 сати има лет до таму да одиш за една утакмица и кога времето на играње таму, нас ни според нашето што беше, а ние би ритмот е навикнат на нашето време, игравме во 3 навечер. Значи замисли како е сега да треба задутре да играш у 3 навечер да утакмица, така да и многу често екипите што да таму на гостински терен многу тешко се земаат бодови затоа што играчите не се способни за игра. Русија има 7-8 временски зони и тоа е исто големо. Затоа е таа официјално прогласена за една од најтешки лиги у свет. Колку време се задржуваш таму? 2,5 години. 2,5 години. Да. Може да се издвои некој успех, нешто што постигнавте со. Леговме во премиер лига. Да. Леговме во премиер лига. Мислам дека имав одлични настапи таму, баш бев пред неколку години и нешто слично на ова што гледаме тука. Имаше од сите тие што леговме, сите входници во тој музеј на клубот нашиот, овие како затоа што за прв пат клубот влезе во премиер лига. Имаше многу странци или беа повеќе домашни? Не, повише домашни бе. Повише домашни. Имаше еден од Португалија, имаше голман од Србија и кореанец имаше. Така. Кај нас тука можеме често да слушнеме нема домашни играчи во екипите, нема локалци во екипите. Доаѓаат играчи од други градови, играчи од странство се земаат неквалитетни. Како е состојбата околу тоа во овие екипи во странство каде што се играл? Дали таму публиката реагира во Сибир ако нема играчи од Новосибирска, играат московјани или странци? Дали има некои реакции како кај нас? Па не можеше да игра затоа што е ограничен бројот. Ограничен бројот на терен можеше 20 само играчи странци да играат и нема доволно странци. Таква реакција нема осетен. Ама ете сум бил во Турција, кај што немало никаков проблем. Никаде. Во Германија исто во мојот клуб имаше доста странци, но немаше никакви реакции, немам осетено Навивачот си е навивач без разлика кој игра за него. Никакви реакции. После Сибир заминуваш во После Сибир во Турција во Суперлига, во Дијарбакир. во Дијарбакир. Исто така беше Повторно едно интересно место на граница со Сирија, каде што се курдите. Како помина таму? Дијарбакир мислам дека градот живи на можеби 50 години уназад. Доста стар град,
доста со посебни обичаи, затворен народ. Јас не можам да се пожалам за странците, немаше никаков проблем, ама беше видно дека немаат добра комуникација со турците. Значи, ајде сега ќе кажам ексклузивно, имаше една ситуација, пошто ние кога игравме Суперлига, секогаш турската химна свири пред надпревар. И курдите имаше што работа, што беа вработени кај што бевме сместени, и помалку турци имаше. И почна турската химна и он се врти, гледа, само ние 5 души странци, го зема даниското, притисна на мут дека заврши химната, кога почна гласот на утакмицата го уклучи. Така да уште еден податок дека не се сака многу. Клубот беше осасен на турци или на курди? Курди. На курди. Да. Публиката на стадион стоеше исправена на химна? Имаше инциденти во тргување? Немаше. Не, инциденти немаше, ама беше една од најфанатични публики. Не знам ако се сеќавате на надпреварот, ја бев присутен кога се играше против Бурса, кога беше каменувана полицијата. Значи јас уште со моето само доаѓање таму, целиот град зборуваше за Бурса. И викам, се прашува, викам, што сега толку Бурса, 7 коло играме со Бурса, Бурса. Се можеш да изгубиш, со Бурса никако. Ама тоа биле доста ривалство многу големо ама фанатично ривалство. Кога пристигна Бурса кај нас во хотел, навивачите цела ноќ пред хотел навиваат, цела ноќ да не спијат. Стадионот беше полн, на 4-5 сати пред надпреварот беше полн, немаше игла кај да падне. Почна надпреварот, тие не можат, како аут ќе дојде, не може да аут да изведат. Камења, лета, никако не може да дојдат у ситуација да изведат. Корна имаше ситуација, играчот доаѓа на корнер, полицијата со штитови, позади него камења за да може да изведе, а полицијата на пола метра од него, он не може залет да земе. Ки вика играчите тие не идат. И беше малку комична ситуација. За да после еден камен од тие што фрла го погоди помошниот судија и падна како покосен. Го прекинаа за момент надпреварот, као за момент, они сите влеговме внатре и мислеа дека ќе се вратиме. Ја смируваа публиката, а во меѓувреме Бурса во полициски комбиња, директно во шорцеви копачки на аеродром и побегна. Тогаш не казнија 7 надпревари и тогаш беше клучно. За нас многу влијаеше, друго е да играш дома надпреварите и после тоа игравме 7 во гости надпревари плюс гостинските. Фактички цела сезона игравме во гости. Во Бурса како да те почекаме? Беше одиграна таму не. Веќе беше одиграна ти кога? Да. Иначе со Фенербахче кога игравме, исто е ривалство, ама не до овој степен. А со Галата се многу збратимени, па таму не можевме да се загреваме. Цело време скандира на секое загревање да ја поздравиш едната страна, ние трчи на едната. Како се завршил, трчи на другата. Не можевме да се загреваме, па они се многу збратимен клуб и многу се почитуваат. После Дијан Бакир? После Дијан Бакир ми беше последен трансфер во Дачија, во Молдавија. Доаѓаш таму во еден период кога многу се инвестира во фудбал и во инфраструктура. Како помина тоа? Па тоа ми е единствен клуб каде што не поминав добро. Не поминав добро од причина што дојдов на прво коло и не бев доволно спремен физички и почна за мене одлично. Значи фудбалски како одеше од надпревар во надпревар, ама стигна заморот. После заморот следува повреда, а јас бев во тој момент клучен играч и се очекуваше многу од мене, стигна повреда, за да после 2 до 3 недели пауза пак ја обновам повредата. Ја обновив повредата, помина еден месец од опоравувањето, на првиот следен надпревар дојде нова повреда. Значи тоа е се од кога се неспремен, тоа е едно с друго, ама беше во екот на сезоната беше многу потребно. Јас дадов се од себе, мислев дека ќе помогнам на екипата, но не беше тоа така и тоа беше единствен клуб кај што најдов на проблеми, после тоа
на недоверба од страна на раководството, така да после одлучив да се вратам и Се враќаш во Македонија, во кој клуб? да. Имав пауза. Тука имав пауза затоа што имав спор со Дачија и после тоа се осеќав дека може. Мислеа дека ги глумиш повредите? Па не можам да тврдам што не мислеа, но најдовме на проблеми, на несогласувања. Значи, јас давав максимум што можам во тој период, максимум мислев во мојата рехабилитација. Но и кога не бев доволно спремен, они инсистираа да пробам затоа што бев клучен и важен за екипата и мислеа дека може јас сум маџоничар и ќе сменам, али кога си неспремен, можеш да знаеш колку сакаш, не можеш да прикажеш она што го знаеш, тоа е со сигурност. Затоа следува од една во друга повреда. После паузата? После паузата, Да играш повторно? јас се решив прво да ставам точка. И не планирав да играм повише, но се осеќав физички дека можам. Значи играв редовно, играв мал фудбал, физички бев во добра кондиција и дојде ситуација да кога влезе Дрита во прва лига и ме повика, долго размислував дали да одам, дали не, дали да се враќам воопшто на фудбалот, но можеби клучен фактор беше првиот тренер мој, Љупче Перински, да ради него, ете и на некој начин него му се одолжам, да пробам да помогнам ете и таму, да одиграм и зашто кога можев да играм, да не продолжам уште некоја година. Кариерата официјално ја заврши во Шкупи. Кога повторно реков, ајде, крај ќе ставам на кариерата, знаете дека бев во Словеј Магнат и таму исто така доста дадов за клубот. Тие луѓето што беат од тој клуб ме замолија да им помогнам повторно. Значи, доволно беше овие збори, доволно е само присуството твое, колку мислиш ти, кога мислиш да играш, толку доволно е за да бидеш во кабина. Но јас бидејќи бев професионалец секогаш и секогаш го давав максимумот и на тие надпревари го давав и кога осетив моментот дека физички полека више не можам, дека ми треба наместо 1 ден, 2 за рекуперација, ми треба 3-4, тогаш ставив точка сам со себе, реков завршува ова и крај. Нели Шкупи влезе во прва лига, имав поново, тоест ме замолија да останам уште, но реков не, точка. Тоа е која година? Тоа беше 2014, мислам. 2014. Зошто се одлучи кариерата да завршиш баш во Шкупи, а не во Тетекс, каде што и почна да играш фудбал? Искрено ви кажам, јас од Тетекс немам понуда. Значи, Тетекс, јас бев слободен. Мене Тетекс не ме викна. Кога заминав во Дрита, Тетекс беше во прва лига. Мене Тетекс не ме викна. Значи, јас сум човек што никогаш не ми се десило да се наметнам негде, да се нудам, па макар крај ќе ставев на кариера и на 26 години. Така да, од таа страна и има и јас забелешка затоа што ни еден од Тетекс, ни еден не ми се јавил да воопшто размислам. Ниту еден до сега. Тогаш клубот беше во прва лига, меѓутоа, па на моје мислење така, дека Тетекс доживуваше најсламните денови во историјата кога беше преселен од Тетово, таму каде што му е местото. Ако те повикаат, ќе се вратиш? Па зависи кој период беше. За 2014, за последната сезона, кога играше да ја завршиш кариерата во Тетекс, ако некој се сетеше да те повика за да завршиш во Тетекс, дали би се вратил? Па мислам дека да, ја видете во тој период више бев во одминати години, ја физички не можев да пружам толку, али ако беше понудата за да ете како што Шкупи ми понуди да бидеш само присутен во кабина, тоа е од огромна важност за помладите играчи, така да ако бев слободен, зашто да не? Во начај кога се врати пред да ја завршиш кариерата, беше секогаш со овации пречекувано од публиката. Меѓутоа, дали сметаш дека Шкупи требаше да ти ја даде и капитенската лента
за и они да ти се одолжат тебе за се што направи за клубот, бидејќи во тој период капитени беа и многу помлади играчи од тебе, а Горан Станковски не беше капитен на Шкопје. Па мене ми беше понуден, ама јас ја одбив затоа што е специфична средина и е одговорност. Не дека бегам јас од одговорност, но сметав дека поправилно беше да биде во тој период, тогаш беше суд Зендели, значи јас сум со него близок и јас без никаков проблем ја бев тој што му кажав да биде он тренер кога разговарав, тоест да биде капитен кога разговаравме со право. Кариерата заврши 2014. Потоа што правиш? Се мислиш дали да останеш во фудбал или не? Не се мислев затоа што мојата идеја беше уште додека играв и уште тогаш собирав материјали да бидам после завршувањето на кариерата тренер. Јас и додека настапував во овие клубови последните години и тогаш ги завршив и лиценците за БИА. Беше во 7 држави играше фудбал. Каде помина најдобро? Како живот, услови во Германија. Играчки, мислам дека во Русија. Ако зборуваме за играчки, учинокот и се. А иначе, затоа што сега да не се навраќам, ли кажав на почетокот за Германија, како најдов на проблеми, сигурно да ми беше второ одење во Германија, немаше да биде тоа така, затоа што периодот мој ќе беше многу поинаков уште од самиот старт. Најдобро фудбал каде се играш? Па се игра, мислам дека сега Суперлигата турска е многу тешка. Значи има многу добри играчи, како турци, така и странци. И знаеме кои клубови таму настапуваат. Германија, Бундеслига, втора и прва, речи се да нема некоја разлика. Ние стигнавме таа година четвртфинале на куп на Германија. Од Вердер Бремен испаднавме на пенали. Смени многу тренери за време на твојата кариера, играше до 38-та година. Веројатно сите си научил по нешто. Меѓутоа, од кого научи најмногу? Кој имаше најголемо влијание на твојот фудбалски развој? Па, можеби темпераментот на Вини Шефер. Можеби. Значи јас од некого учиш како треба, од некого учиш како не треба. Значи има и тренери сигурно што многу ми помогнале од тоа како не треба. Однос со играчи, како тренинзите, понашање во сооблекувалната, значи има многу работи, а вака како темперамент и некој стил што сега практикувам, можеби на Вини Шефера, веројатно се слушнане за него, има европски куп освоено и исто така ми беше и помошникот на Бајерн Мюнхен тренер, но мислам дека Вини Шефер највише влијаеше. Имаш статистика колку голови имаш дадено во кариерата? Немам точно, ама имам многу. На кој голман ти беше најтешко да му дадеш гол? Па тешко прашање, тешко, затоа што играв во различни лиги, значи имаше сега на прва што ми текнал, имаше бразилец еден во Хонг Конг, што не успеав да му дадам гол, а имав доста моменти, ама тешко прашање. Значи во различна лига имаш секогаш голман. Играше на позицијата полушпиц, секогаш беше позади тој најстуден играч. Беше задолжен покрај да даваш голови и него да го храниш со топки. Со кој напаѓач имаше најдобра соработка? Со кого ти беше најлесно? Се читавте со поглед, знаевте кој каде, кога ќе му дадеш топка, да избегне офсайд и слично. Во Русија мислам дека беше со Медведев, он играше за репрезентација на Русија, со него многу добро соработувавме, а ако тука од Македонија, со Савич што беше во Слога, па сигурно имаше околу 15 до 20 асистенции што директно влијае за гол. Значи јас во мојата кариера повише имам асистенции него голови, ама со него на таа сезона кога беше прв стрелец, сигурно 15 до 20 гола јас директно асистирав.
во скоро сите екипи, ајде да речем во сите екипи каде што играше, беше еден од најдобрите поединци. Дали можеш да извоиш некој од соиграчите, да речеш овој е најдобриот играч со кого сум играл во иста екипа? Или најголемо име, најпознато име? Во иста екипа. Значи, од тука, од Македонија, ако издвојам, би го издвоил Стојан Игњатов, затоа што, да, Тинте беше виртуоз у тој период, кратко кога игравме заедно, 6 месеци мислам беше, али беше виртуоз. А од странците, веројатно не ги знаеш. Ако не ги знам јас, веројатно и гледачите нема да ги знаат. Па добро, како што кажав Медведев, значи он играше за руска репрезентација. Во Германија игра со Киријаков, каде што беше исто руски репрезентативец. Уве Рослер, германски репрезентативец. Значи имало многу добри играчи што сум играл. Германија, во мојот тим имаше 4 што играа за германска репрезентација. А знаеме која е Германија. Така да. Сега доаѓаме до период каде што почнуваш тренерска кариера. Каде започна за прв пат како тренер? За прв пат започнав одма после завршувањето на кариерата во работнички ја преземав кадетската генерација тогашна. Тоа беа родени деца 99-та година. Има сега некој што е стандарден во клубови во прва, втора лига од таа генерација? Значи има од таа генерација 9 играчи што веќе играат, кој во странство, кој во прва, кој во втора лига и беше исклучително добра, талентирана генерација. И мене за жал ми е што не ги задржаа затоа што работнички сега само можеше да се офајди од нив, а тие играчи играат, еве како пример Омар Емери игра во Шкендија, Милет Тодоров игра во Осијек. Значи има исклучително талентирани играчи, а не успеа работнички да ги задржи. Ние со таа генерација, која година беше 2016-17, бевме апсолутни шампиони, без ниеден пораз и го освоивме купот против Пандет 3-0 ги победивме. Така да тоа доволно кажува каква генерација била и фактот што играат 9 души сега во прва и втора лига во македонска доволно кажува. Кратко го презеде и кормилото на првата екипа на работнички. Меѓутоа можам да кажам дека во лош период за клубот, бидејќи во последните 2-3 сезони клубот не успева да излезе во Европа, го зафати мала летаргија, што веројатно крајното е тоа што сега моментално и последен на табелата. Па неколку години веќе има проблем работнички, проблем со селектирањето на играчи. Многу често се дешава да доаѓаат странци кои не се достојни на тоа што се очекува и од тука најдуваат проблеми, а тоа не е еден играч, два, доаѓа пола екипа, по 5-6, еве, последнава ситуација, сега најново 5 души веќе ги ослободија од обврските, а тоа е превише 5 души од една екипа. Сега треба да дојдат нови, прашање со какви ќе се засилат. Јас кога дојдов, беше исто така многу тежок период и беше за мене меч со двеоштрици. Јас ги преземав кога беа предпоследни на табела, некаде во септември. Во септември бев тренер до април. Тој период успеав до зима да направам преокрет во екипата, стигнавме до 4-то место од предпоследни. Значи се направи атмосфера, но за жал поново се донесоа играчи кои не ги оправдаа очекувањата и најдоа проблеми. И јас лично, значи, понудив прво една оставка, не беше прифатена, втората беше неотповиклива затоа што чувствував дека у моментот не можам да помогнам на екипата и едноставно сакав да се тргнам. Доби шанса да водиш и една од младинските категории на репрезентацијата? Да, доби тогаш генерацијата до 2000-та, тоа е U19. Со нив бев на квалификации минатата сезона, а сега сум со генерација U17, сега следнава година 2020 ќе преминеме во U18. U18. Моментално, каде работи Горан
Па моментално со таа генерација. Моментално во Значи јас превземав U17 и сега во 2020 таа генерација ќе се води како U18. Нема да играат Да, квалификации, само ќе се не. подготвувате за 2021 Не. Сега има најново од оваа година, значи Лига на нации се направи и на оваа генерација. Нешто слично како што беше со А репрезентација, што е сега моментално. Тоа е за прв пат се воведува и во оваа генерација U18. Ја спомнавме сениорската репрезентација. Кус коментар за состојбата во репрезентацијата. Ева гледам имаме добри резултати последните години. Па добро е, сега се направи една атмосфера, оваа генерација мислам дека заслужува тоа, затоа што стварно имаме многу талентирани играчи тука предводени од Пандев, затоа што колку се гледа колку значи неговото присуство, можеби он физички не може да даде во моментот оно колку што треба, затоа и му е редуцирана и минутажата и во Женова, ама од исклучителна важност неговото присуство и во сооблекувална и на терен и авторитетот према суди и се. Ќе игра Македонија на европско првенство? А јас се надевам. Иако стварно имаме тежок противник првиот во полуфинале, затоа што ако не се лажам 13 надпревари Косово немаше пораз. И имаат играчи што играат во добри лиги, што играат Ниту едно домашно првенство нема. и тој надпревар значи ќе биде многу психолошки како за нас така и за Косово, многу тежок за играчите. Работеше во работнички, во млади категории, во сениорска екипа. Дали може да ги споредиш условите со периодот кога ти почнуваше да играш фудбал и сега? Инфраструктурно. Не, мислам дека сега има подобрување, има поготово со вештачките терени што направија и младинските школи, ако ништо друго, барем 70% играат на вештачка трева, па имаат какви такви услови. Јас, бидејќи секоја недела следам по 3 до 4 надпревари од мојата генерација, значи колку можам физички да присуствувам. За пример, Шкупи игра на Локомотива и теренот е во катастрофална состојба. Еве Нјустар игра и Ѓорче игра на вештачкото игралиште во Ѓорче, сосема поинаку, играта е потечна и условите фактички се подобри него тоа што сме ги имале ние пред тоа. За крај на денешниот тайм-аут, што имаш да им порачаш на оние млади спортисти кои што имаат амбиција да станат врвни? Талентот, може би се повторам, тоа сигурно го слушнале. Тоа е со сигурност дека само 10% се е останатото работа. Како што кажав, може би тоа е најголем пример, кога отиднав ја во Германија на какви проблеми најдов, додека сватив дека работата е на прво место. Значи, на тренинг пак повторувам, место кај што треба да се наметнеш. За жал, кај нас, у тој период, јас тука кога тренирав, ја бев сигурен дека ќе играм тренингот, ја го дозирав колку мислев, а тоа не е така во професионалниот свет. Среќа моја што многу млад отиднав и многу млад увидов што значи професионализам и како е правиот пат за успех. Голем ти благодарам. Ви благодарам на вас.